Од новинар кој наработил новинарство до прв вице-премиер на владата. Доктор изваден од операциона сала, ставен на чело на дипломатијата, а дипломат поставен за министер за правда. Еден куп правници, неколку средовечни магистранти. Какви се биографиите на лицата во владата на Ковачевски? Славјанка Петровска, министерка за одбрана, по професија е дипломиран правник, која со политички поени станува прв човек за решавање на војни кризи. 40-годишната Петровска моментално е на магистарски студии по управно право. И на местото на министер за внатрешни работи, кој треба да се грижи за безбедноста на граѓаните, е поставен правник. Министерот Спасовски завршил правен факултет на Универзитетот Кирил и Методи, а и тој дури сега на 47 години е магистрант по управно право, што де факто ги прави Петровска и Спасовски покрај политички колеги и колеги на факултет. Прв заменик на председателот на владата и министер за политички систем и односи меѓу заедниците, Артан Груби. Тој по професија е новинар. Груби докторира на факултетот за социјални науки, политички науки при Државниот универзитет во Тирана на тема улогата на медиумите во граѓанското учество во политичките општествени промени. А хирургот по дигестивна хирургија, Бујар Османи, е поставен на чело на Министерството за надворешни работи. Османи има богата биографија. На само 29 години станува министер за здравство. За неколку години подоцна да седне на столчето за решавање на споровите со соседите. Нов министер за правда, кој треба да помине во собрание, е Кренар Лога, од партијата на Таравари, а човекот кој треба да донесе ред во правосудството е магистриран дипломат, работил како службеник во општина Струга. Фатмир Бесими е министер за финансии. Тој завршил економски факултет, а се дообразовал во Англија. И новиот министер за здравство, именјакот на Бесими, Фатмир Меджити, кој треба да го замени Беким Сали, студирал надвор од Македонија, но не во Англија како Бесими, туку завршил медицински факултет во Сараево, специјализирал во областа неврологија. А своевремено му беше и советник на неговиот партиски шеф Таравари, кога тој беше министер за здравство. Министерството за транспорт и врски се уште му припаѓа на Благој Бочварски, долгогодишен член на СДСМ, кој по професија е инженер-архитект. Крешник Бектеши е првиот човек на Министерството за економија. Тој е магистар по менеджмент и стратегија. До образованието го стекнува на Универзитетот Шефилд. Главен во Министерството за земјоделство е Љупчо Николовски. И тој е правник по финансово право. Моментално покрај министерските функции, заедничко на Николовски со Спасовски и Петровска, е тоа што и тој сега е во процес на магистрирање. На местото на Норедини, односно министер за животна средина, треба да седне Каја Шукова, која по професија е инженер-технолог. Министерството за информатичко општество треба да му припадне на Азир Алиу, кој е доктор по информатички работи. Со Министерството за труд и социјална политика раководи Јована Тренчевска, која е магистар по социјални науки. А министерот кој се мачи во сред наставна година да обезбеди книги за учениците, Јетон Шакири, е магистар по економски науки. Поранешниот градоначелник на Скопје, Ристо Пенов, стана министер за локална самоуправа. На официјалната интернет страница на владата за него нема никаква информација, па дури ни фотографија. А пратеничката која со скафандер гласаше во собранието, стана министер за култура. Таа докторирала на педагошкиот факултет во Битола, а и таму предава англиски јазик. Останува да видиме дали доколку Ковачевски повторно прави нови промени на министерските функции ќе дојдат лица адекватни по професија за вршење на должноста или пак ќе пресудат блиските контакти и лични односи со шефот на владата.